Ви благодарам, почитуван министер Спасовски, почитувани говорници, почитувани раководители и вработени во Министерството за внатрешни работи, почитувани представници на амбасадите, почитувани колеги професори од Факултетот за безбедност, почитувани представници на медиумите, драги пријатели, добар ден, задоволство ми е што можам да се обратам денеска и да разговараме на ова многу значајна тема поврзана со градењето на полицискиот интегритет во нашата држава, затоа што темата е исклучително актуелна и доаѓа во вистински момент кога сме на една сериозна пресвртница на развојот на Министерството за внатрешни работи и на полицијата, кои што треба да овозможат севкупен развој на нашето општество. Овие теми се значајни, односно се секојдневни во развиените демократски општества. И таму е навистина многу лесно од истражувањата кои што ги вршиме, ние можеме да забележиме дека во некои држави вакви планови веќе се во својата 12-та, 13-та, 15-та фаза на имплементација. Тоа вообичаено се држави со низок степен на корупција и со висок степен на лична свест. Нешто што за жал ние не можеме многу да се пофалиме. Не сме држава со низок степен на корупција, ниту пак сме држава во која личната свест е на високо ниво. И токму од тука е уште поголемо врската на Министерството за внатрешни работи, многу внимателно, многу прецизно и многу суштински да се занимава со интегритетот и особено сега во наредната фаза со спроведувањето на овој план. Ние не сме на почетокот, меѓутоа можам да кажам дека не сме ни многу напред во имплементацијата на интегритетот и затоа е многу важно да разбереме дека денес не завршува планот, напротив, денес започнува уште поголемата активност која што треба да води кон поголем развој на Министерството, поголемо внимание спрема вработените, но и се разбира поголемо внимание на вработените во однос на човековите права, демократските вредности, општеството кое што ќе се развива во рамките на едно заедничко европско семејство. Накратко јас ќе го образложам планот за интегритет и особено акцискиот план за спроведување на истиот, бидејќи тој е додадена вредност на овој план, кои што заеднички ќе имаат за цел во 2025 година да му овозможат на Министерството за внатрешни работи да направи нов, уште посилен, уште по-детален план кој што ќе во континуитет ќе дава придонес за развојот на Министерството за внатрешни работи. Бидејќи има многу дилеми во јавноста околу интегритетот и што тој представува всушност, тоа нема да го расчистиме уште догледен временски период, затоа што навистина ова е прашање кое што е во постојани промени. Тоа што денес е интегритет и тоа што денес можеме да заклучиме дека да, тоа се основните принципи на интегритетот, промената на општеството ќе направи и промена на нашите видувања и на потребата да ги третираме прашањата во делот на интегритетот во зависност од степенот на развој на институциите и во зависност на потребата за демократски промени и одржување, се разбира, на реформите. Прво постои територијален или просторен интегритет и тој е споменат дури во нашиот устав. Не мора, ќе одиме вака, гореќе. Потоа е професионалниот интегритет, каде што всушност е интегритетот на институциите и затоа сум особено задоволен што Министерството за внатрешни работи е можеби не единствената, но првата институција во нашето општество која што на толку посветен начин пристапува кон интегритетот и кон поддршката на вработените да изградат работна средина во која што ќе се почитуваат демократските вредности. Понатаму има административен интегритет, тој е поврзан, се разбира, со работењето на сите институции, тоа се постапките, процедурите, кои што мора да бидат заштитени, кои што мора да бидат запазени и ние често велиме, тие мора пред се да бидат објективни. Колку е можно повеќе во нашето општество да ги поклопиме субјективните проценки, субјективните постапки, субјективните одлуки и да направиме доволно, ако е потребно и правна материја, да имаме секогаш објективен пристап кон административната работа. Потоа, интегритет на работните простори, интегритет на материјално-техничките средства и интегритет на ресурсите. И се разбира, многу значаен личниот, односно субјективниот интегритет. Ова би биле процеси кои што треба паралелно да се градат за на крај да констатираме дека и сме го намалиле нивото на корупција и на незаконско работење во Министерството за внатрешни работи, истовремено подигајќи ја личната одговорност кај секој припадник на полицијата и припадник на Министерството за внатрешни работи.
Овој документ е веќе јавен, објавен и на веб страната на Министерството за внатрешни работи, можете и да, верувам дека сите веќе имате примероци, објавен е и на македонски, албански, англиски јазик, со што се прави достапен до широката читателска публика, овој пат и за прв пат, впрочем, и на јавноста. Министерството и претходно имало вакви документи кои што досега не биле споделувани со јавноста. Сега прв пат ќе може секој кој што е заинтересиран да ја следи работата на Министерството да има пристап до овој документ и да дава собствен придонес за подобрување, се разбира, на политиките. Доколку се споредуваме со земјите во регионот, можам да кажам дека имаме слични состојби. Некаде државите во регионот се малку понапред, малку претходно ги имаат донесени овие документи и се јавно достапни, меѓутоа генерално станува збор за, да речам, исти прилики во сите држави, особено на Западниот Балкан. Некоја држава е можеби малку понапред во имплементацијата, меѓутоа ние имаме некои други квалитети со кои што се разликуваме и сме подобри од другите држави. Меѓутоа важно е да се разбере и регионалниот контекст, дека ние можеме да напредуваме само доколку ја продлабочуваме меѓусебната соработка и размената на искуства со земјите и од Европската унија и особено со земјите од регионот. Планот за интегритет е поделен на 7 глави и тоа е вовед. Во воведниот дел Министерството дава прецизна јасна слика за актуелните состојби, односно каква е во моментов состојбата во Министерството за внатрешни работи и кои се основните цели кон кои што се стремат во наредниот период. Тука се споменати, се разбира, и промените на Законот за внатрешни работи, Законот за полиција, кои што овозможија да се воведи и тест за интегритет, кој што е особено значајна алатка и кој што треба многу внимателно да го следиме во наредниот период, за да можеме да ги искористиме сите позитивни страни кои што ваквиот пристап ги нуди. Доколку успееме на тој пат, јас сум уверен дека и наредниот план во 2025 година ќе биде документ кој што ќе отслика и состојбата реална, меѓутоа и ќе даде поттики за понатамошен развој. Потоа се дадени целите на документот, авторите пишуваат за методологијата и процесот на подготовка. Јасен и разбирлив документ кој што може да го чита дури и лаик, се разбира, во оваа област, бидејќи ова е малку специфична област, не толку многу луѓе се занимаваат и не толку многу луѓе се заинтересирани да читаат или пак да се усовршуваат во делот на полицискиот интегритет. Дадени се неколку цели и начела кои што се значајни за целокупната слика во Министерството за внатрешни работи и во полицијата. Во петиот дел се представени ризиците поврзани со интегритетот, идентификувани во структурите и институциите на Министерството за внатрешни работи. Впрочем, зборуваат овде за најризичните области кои што тие ги лоцирале во Министерството за внатрешни работи, ќе се навратам малку подоцна на ова. Шестата глава е посветена на следење и известување, значи одделот за внатрешна контрола, криминалистички истраги и професионални стандарди биле особено внимателни да го обезбедат процесот онака како што е и предвидено, и според теоретските, меѓутоа и според практичните начела, да целиот овој процес биде соодветно следен, мониториран, да ги забележиме позитивните страни, негативните страни, за да можеме потоа да изградиме јасна слика колку сме успеале во однос на имплементацијата на чекорите и особено на тоа што е предвидено во акцијскиот план. Седмиот дел е посветен на заклучоци и препораки. Овде морам да забележам дека не се извлечени некои препораки, но тоа ќе остане, се разбира, за понатаму. Повеќе се дадени неколку констатации за тоа што треба да се што сметале дека треба да се прави во иднина, а јас сум уверен дека ова не го намалува квалитетот на документот, напротив, тоа остава простор во наредните вакви документи да ги извлечеме заклучоците до кои што ќе дојдеме во фазата на следење и да дадеме јасни препораки како понатаму да се развива политиката на интегритет во Министерството за внатрешни работи. И на почетокот, се разбира, има изјава за интегритет од Министерот за внатрешни работи, а на крајот е акцијскиот план. Во однос на, сакам кратко да се осврнам во однос на ризиците кои што се препознаени. Начелата се законитост, транспарентност, единство и хиерархија, доверливост, отчетност, еднаквост и недискриминација, ефикасност, внатрешна соработка и непристрасност, што всушност од прилика и го отсликува интегритетот, односно тоа што полициските службеници и вработените во Министерството за внатрешни работи можат да го забележат во однос на обврските кои што тие ги имаат. Многу важна алатка во сево ова
е односот, односно поддршката на стратешките раководители во Министерството за внатрешни работи. И тоа е суштината на ваквиот документ. Во оваа насока, без таквата поддршка, не можеме да зборуваме за развој на политики и на стратегии кои што ќе водат кон подобрување на етиката во работењето, интегритетот во постапувањето и кај поединците и кај различните органи во Министерството за внатрешни работи. Во однос на ризиците, како основни ризици се препознаени ризици од злоупотреба на службена положба на овластените службени лица кои даваат директни услуги на граѓаните. Работи за кои што често дискутираме и со министерот, и со другите раководители, кои што не се неопходно полициски или работи од областа на внатрешните работи, кои што можеме да ги направиме подобри доколку ги оставиме на граѓанскиот сектор, на невладините организации и така натаму. Меѓутоа, да, постои ризик и од корупција, и од неетичко однесување во тој сектор. Потоа, ризици од примање на подкуп во сообраќајната и граничната полиција, нешто со што се соочуваат сите држави во регионот. Меѓутоа, според степенот на ризик, веројатно ова низок степен на корупција или ограничени можности на коруптивно однесување, незаконско, неетичко однесување кај полициските службеници. Потоа правилно се препознаени, иако во јавноста не ги третираат на таков начин, меѓутоа да, ова е суштината на интегритетот, ризици од прекумерна употреба на физичка сила при примена на полициските овластувања. И ова е тема на која што јас обратив особено внимание, затоа што податоците објавени од одделот за внатрешна контрола велат дека не е ова некој чест случај. Меѓутоа, ова е директно загрозување на демократските вредности во општеството. И ви честитам за тоа што ова на ваков начин сте го препознале, ова е навистина значајно. Едно е да зборуваме за корупција, за случаи кои што ги имаме и на граничните премини и на други и по канцелариите во министерството, а друго е кога зборуваме за употребата на физичката сила, која што за жал мал број, меѓутоа сепак за жал примери ја има и во Министерството за внатрешни работи. Понатаму се ризици во областа на јавните набавки. Лично сметам дека Законот за јавни набавки дава доволно простор овие ризици да бидат елиминирани. И доколку се применува словото на законот, мислам дека овој ризик, добро е што сте го предвиделе, меѓутоа не е некој суштински ризик во Министерството за внатрешни работи. Може би овде лош податок е што голем број на постапки за јавни набавки се поништени, меѓутоа понекогаш е тоа посоодветно подобро за да се добие подобра услуга, поквалитетна услуга за помалку пари кои што треба да бидат потрошени од граѓаните, бидејќи домаќинското управување и раководењето со јавните средства бара токму тоа, особено внимание, посветеност на квалитетот на испорачаните производи и услуги кои што Министерството за внатрешни работи ќе ги добие. Понатаму се ризици во областа на управување со човечките ресурси. Овој дел препорачувам да биде посоодветно разработен понатаму, да се следи добро, меѓутоа не до крај јасно се предвидува што всушност подразбираме под интегритет кога зборуваме за ризиците од управување во областа на човечките ресурси. И на крајот се ризици поврзани со повреда на етиката, непристрасноста, достоинството, заштитата на угледот и репутацијата на институцијата. И ова е веројатно порака кон сите вработени и во полицијата и во Министерството за внатрешни работи. Ова е стратешки интерес на Министерството. Покрај сите други препознаени и наведени во законските акти, но и во сите други стратешки документи на Министерството за внатрешни работи, веројатно подигнувањето на свеста за потребата од етичко полициско постапување, за непристрасно постапување, за зачувување на достоинството, за заштита на угледот на Министерството, на крајот ќе дадат една слика комплетна за полицискиот интегритет. И ова е навистина сосема соодветно предложено и на многу добар, да речам, правилен, прецизен начин представено во планот за интегритет. Реков на почетокот, дополнителна вредност на овој план е и акцијскиот план за негово спроведување, каде што се препознаени сите ризици за кои што досега зборував, каде што се препорачани мерки и активности кои што треба да бидат спроведени. Посочени се одговорните организацијски единици за секој од овие ризици, 6. Потоа посочени се други одговорни организацијски единици кои што треба да се вклучат не како носечки, меѓутоа како органи кои што ќе помогнат во намалувањето на ризиците. Понатаму представени се индикатори за следење и евалуација на мерките и активностите и поставени се цели на индикаторите
за секоја година поотделно, за 2023, за 2024 и за 2025 година. Овде најчесто зборуваме за соодветни обуки, нешто што е веројатно и во суштината на интегритетот, за развој на систем за обуки, кои што ќе им помогнат на полициските службеници прво да разберат кои се основните цели и стратешките интереси на раководството и на Министерството, и потоа да знаат, да бидат подготвени, да ги имплементираат, за истите да станат нивните активности и мерливи, и реални, и да ги испорачаат потребните резултати. Сега би зборувал малку повеќе околу препораките кои што треба да ги имаме во предвид во времето, во фазата на имплементирање на полицискиот интегритет. И вие во одделот за професионални стандарди, меѓутоа и сите во Министерството за внатрешни работи, а и ние како научни работници, особено на Факултетот за безбедност, ги следиме и теоретските, меѓутоа и практичните аспекти на полициската работа, меѓутоа и на полицискиот интегритет. И секако дека сме подготвени да ја дадеме нашата експертиза, поддршка, да разговараме повеќе за ефектите од полициската работа и довербата на јавноста, бидејќи со изградба на стабилен систем на интегритет ќе се подигне јавноста, односно довербата на јавноста во полицијата. Таа и сега не е ниска, напротив, во изминатите 5-6 години имаме значително зголемување на процентот на граѓани кои што ја ценат полицијата како најодговорна, како најпочитувана институција во нашата држава, меѓутоа со имплементирањето на ваквите политики, уште повеќе ќе се приближите до јавноста, до граѓаните, и перцепцијата ќе биде соодветна. Партнери, јавноста и полицијата се партнери. Тие секогаш разменуваат податоци за да можат да креираат меѓусебна соработка која што ќе води кон зголемување на довербата и на полициските службеници во системот и во Министерството, но и на граѓаните во оваа исклучително значајна институција. Потоа, истраги и гонење на прекршителите. Овде треба особено внимание да се посвети, затоа што истрагите кои што ќе се спроведуваат против вработените во Министерството за внатрешни работи треба да бидат пред се тие истраги со интегритет и да не бидат подложни на никакви надворешни влијанија, туку да дадат уверување дека грешки се можни, дека криминал е можен. Не постои полиција, не постои институција во светот, не постои човек во светот кој што не може да стори криминал. Меѓутоа треба да изградиме систем во кој што ќе веруваме дека доколку некој се огреши, ќе одговара за тоа. Потоа е односот со персоналот и обуката. Веројатно е време кога треба да изградиме широк спектар на обуки за вработените, да не ги оставаме неподготвени да извршуваат работни задачи на кои што ќе бидат упатени. Обуки за кои што постојано ќе ги осовременуваме, ќе ги држиме во контекст на тоа што е ново и во регионален и во глобален смисол, и ќе им дадеме можност да бидат сигурни во работата која што ќе извршуваат, затоа што е многу подобро да ги изберете 10 кои што ќе бидат посветени, да ги упатите на обука за да можат после тоа со посветеност, со одговорност, достоинствено да ги спроведуваат своите работни задачи, отколку да одиме на обука заради обука, од која што нема да имаме корист. Интегритет на информациите. Мора да се заштити и целиот процес. Информациите се многу значајни. Министерството за внатрешни работи е институција која што располага со многу безбедносни информации, до кои што не може да дојде секој граѓанин, не може да дојде ниту професионалец од друга институција, и мораме да го заштитиме тој интегритет. Среќен сум што досега не сме слушнале дека во Министерството има проблеми, меѓутоа други министерства имаат такви проблеми и затоа треба да ги влечеме тие примери за да можеме дополнително да го заштитиме и процесот на интегритет на информациите во Министерството за внатрешни работи. Потоа се зборува за подароци и попусти. Нешто што е опфатено во интегритетот, меѓутоа ја сакам дополнително да го нагласам. Финансиското работење исто така е дел од интегритетот. Целокупниот процес на трошење на јавните средства, на јавните пари, е дел на интегритетот. И мора да го обезбедиме тој процес на соодветен начин, за да сме сигурни дека секој денар ќе биде потрошен разумно, ќе биде потрошен токму онака како што е потребно. Следење и одржување на интегритетот, дел и од планот се разбира, и лидерството, односно улогата на највисоките раководители во полицијата. Тие го носат интегритетот на институцијата. Стратешкото ниво на луѓето кои што донесуваат одлуки се носители на интегритетот. Од нив
ќе оди кон тактичкото и се разбира кон оперативното ниво на раководење, за да стигне до секој полициски службеник и до секој вработен во Министерството за внатрешни работи. Дозволете ми уште еднаш да препорачам. Употребата на сила е многу значајна. На неа треба да обрнеме особено внимание во наредниот период. Потоа, жалбите и истрагите за непрофесионално однесување, промовирање на отчетност и ефективното раководење, недискриминаторското полициско работење и собирањето на податоци и селекцијата, односно регрутирање и сега веќе задржување на вработените во Министерството за внатрешни работи. Ако до пред 5-6 години немавме проблем, денес веќе треба сериозно да размислуваме за задржување, особено на квалитетните кадри, затоа што и во разговор со министерот често сме споделили дека има сектори, има оддели во Министерството каде што навистина се соочувате со проблем на квалитетен кадар. Луѓето едноставно избираат да заминат многу повеќе отколку пред 10 години. Овој процес на интегритет има за цел и тоа. Да им покажеме на тие луѓе дека ќе работат во институција во која што можат да ги реализираат своите професионални интереси. На крајот би се осврнал само на неколку препораки кои што може да бидат извлечени од целиот процес на интегритет, а тоа е опфатот на планот за интегритет. Тој мора да почнува и да завршува со секој вработен во Министерството за внатрешни работи. Добро е што овие се препознаени 6 области како поризични, меѓутоа мора да бидеме свесни дека можноста за корупција, можноста за неетичко работење, можноста за незаконска употреба на сила и така натаму, што не е директно поврзано со корупцијата, ја има и во секој оддел во Министерството. Особено во одделот за криминалистичка полиција. Ако зборуваме за сообраќајната полиција и за граничната полиција, нивната улога е ниско долу на скалата на корупција. Меѓутоа, во одделот за криминалистичка полиција, тие се занимаваат со криминалци пред се. И тие се многу повеќе изложени на ризик да бидат вклучени во коруптивни активности, отколку да речеме полицајецот кој што регулира сообраќај во град Скопје. Потоа, однесувањето на полициските службеници надвор од работното време. Ова е особено значајно прашање и интегритетот треба да оди во насока и тој тест за интегритет да ни покаже колку полициските службеници се посветени на професијата, а колку ова им е бекап за да можат да работат во своји или во фирми на своји блиски луѓе. И треба да разговараме да го воспоставиме системот за рано предупредување. Тоа е нешто што е познато во Европа и претходно кога имавме една ваква слична промоција зборува во оваа насока. Систем за рано предупредување, особено во Шведска го има и во Велика Британија и во другите западни држави, кои што ќе го следат секој полициски службеник преку неговото професионално досие. А каде што можеме да добиеме јасни податоци, да се вклучи црвеното светло, кога некој полициски службеник е повеќе или вработен во Министерството е повеќе изложен на ризик од корупција. Тука може да се предвидат податоци за употреба на огнено оружје, за употреба на сила, за граѓански поплаки, за граѓански пофалби, не се само поплаките, се разбира, за кривични пријави поднесени против полицискиот службеник, наводи за незаконско постапување, дисциплински мерки, недисциплински мерки, неговата историја на обуки, цивили кои што ги лишил од слобода, сторени сообраќајни прекршоци од страна на полициските службеници, употреба или злоупотреба на боледувањето и ред други работи кои што можат да бидат дел од овој систем или за рано предупредување кој што ќе помогне значително и во процесот на следење на имплементацијата на планот и на акцијскиот план. Дозволете ми да завршам со дел од реченицата на министерот Спасовски која што е на почетокот во изјавата. Покрај тоа што се заблагодарува на ДИКАФ и на другите кои што биле вклучени во изработката на овој план, вели вака: ветуваме силна посветеност во исполнувањето на обврските кои си ги зададовме. За мене ова суштината и на денешниот настан и на тоа што од денес па натаму треба да правим. Силна посветеност од секој поединец, за да успееме во општество да го поставиме во истиот ранг на држави и да велиме низок степен на корупција и висок степен на лична свест. Посветеноста на работата ќе ни донесе успех.
Ви честитам на сите кои што сте учествувале во изработката на овој стратешки документ на Министерството за внатрешни работи. Уверен сум дека доколку внимателно ги следиме чекорите кои што вие сте ги предвиделе, ќе можеме после една година добро подготвени да одиме во анализа на сработеното и да ги препознаеме силните и слабите страни на кои што ќе го градиме новиот план за интегритет во Министерството. Ви благодарам.